Предмет македонски јазик, оделение трето. Наставна содржина, обработка на народна приказна, човекот учи додека е жив. Наставник Виолета Петковска, техничка поддршка Виолета Петковска, директор Соња Спасевска, Основно училиште Кочураци на Охрид. Кои наставни цели ќе се реализираат? Ученикот да го свати и разбере текстот од народната приказна. Развивање љубов кон учење, желба за постојано учење, взаемно меѓусебно помагање. Развивање навики за учење во текот на целиот живот. Активностите се на алатката неапод на следниот линк. На илустрацијата гледаме ученик што учи. Човекот постојано учи. Размисли и сети се. Какви совети ти даваат постарите? Постарите лица секогаш ни даваат мудри совети. Од нив добиваме совети за разли наши решенија на проблеми. Од секојдневни совети во домот, до секојдневни совети за игра, до совети за учење. Што си научил од твоите дедо и баба? Секој од нас научил нешто од дедото и од бабата. Некоја мудрост што ќе ја памети цел живот. Народната приказна човек учи додека е жив. Ќе ви ја прочитам, вие внимателно ќе ме слушате. Човек се учи додека е жив. Одамна, многу одамна, живееше еден старец. Секој што го познаваше, го почитуваше, затоа што старецот многу знаеше и беше мудар. Но, иако многу знаеше, често ќе речеше: човек треба да се учи додека е жив. Една зимска вечер старецот седеше покрај огништето. Одеднаш некој затропа на вратата. Влези, рече старецот. Вратата се отвори, а на прагот стоеше едно девојче. Дедо, рече таа, дома не изгасна огнот. Те молам, дај ми неколку жарчиња. Добро, девојче, ќе ти дадам. Но како ќе ги однесеш жарчињата? Имаш ли некаков сад? Немам, дедо. Како тогаш ќе ја однесеш жарта во твојата куќа? Што мислите вие? Како девојчето ќе ја земе жарта? На ова прашање сите си имаме различни одговори. Но понатаму да видиме што девојчето одговорило. Во рацете. Ама како ќе се изгориш? Нема да се изгорам. Ќе видиш. Што предпоставуваш? Како е можно да не се изгори девојчето? И тука си имаме своји одговори за кои што можеме да размислиме и да ги дадеме. Девојчето како размислувало? Девојчето се наведна, стави пепел на дланката, а на пепелта 2 жешки жара. Му се заблагодари на дедото и си отиде. Тогаш старецот се замисли и рече: колку тоа беше едноставно, а јас не можев за тоа да се сетам. Човек може нешто да научи и од дете. Навистина, човек се учи додека е жив. Романска народна приказна. Се надевам ви се допадна народната приказна и извлековме порака, сознание и поука. А тоа е: човек учи додека е жив.
Народна приказна човек учи додека е жив. Во почетокот на приказната, девојчето затропало на вратата од старецот. Старецот бил многу мудар. Што барало девојчето кај мудриот старец? Девојчето бара жарчиња од мудриот старец. Како жарта ќе ја однесе во низиниот дом? Жарта ќе ја земе со раце. На тој начин што ќе стави пепел на дланката, а врз пепелта ќе стави 2 жешки жара. Значи, тоа се случува во вториот дел од приказната и во завршниот дел од приказната. Девојчето ставило пепел на дланката и врз неа 2 жарчиња. На самиот крај од приказната гледаме дека старецот се замислил колку беше едноставно, а јас не можев да се сетам. Така си помислил тој. Човек може нешто да научи и од дете. Тоа значи дека едни од други учиме. Постариот од помладиот, помладиот од постариот. Пораката што сака да ни ја пренесе оваа народна приказна е тоа дека секој човек се учи додека е жив. Често ја слушаме оваа фраза или оваа реченица и дури ја класифицираме во народни поговорки, поговорки кои што се измислени од народот и се пренесуваат од генерација на генерација. Значи, се досетивме дека оваа мисла сме ја прочитале како кратка, мудра мисла или народна поговорка. На крај за домашна ќе побарате во домашната или училишната библиотека книга со македонски народни приказни. Прочите неколку од нив, а онаа што најмногу ќе ти се допадне, прераскажи ја во твојата тетрадка. Потоа изведи заклучок што е народна приказна. Ви благодарам на вниманието.